Православните верници од денес го започнаа Великденскиот пост, што ќе трае 7 недели до празникот Воскресение Христово Великден. Великденскиот пост е најстрогата форма на постење и има неколку правила кон кои верниците треба да се придржуваат за време на постот. Не смееме да се караме, не смееме да се озлобуваме, не смееме да се муртиме еден на друг, не смееме да си помислуваме зло, не смееме да чуваме во нашите срца зли и тешки мисли, а мораме да ја засилиме молитвата, бидејќи постејќи ќе го малку и телото скротиме, но да ја засилиме молитвата, да го прошириме нашето срце, да биде толку големо колку што Христос не прифаќа сите нас, па така и ние во нашето срце, постејќи и молејќи се да ги прифатиме и да ги прегрнеме, собереме сите наши браќа и сестри, оние кои ни сгрешиле, со кои сме се измирили и оние со кои не сме се измириле. Да имаме љубов, да имаме верба, да правиме добри дела, бидејќи свети Јован Златоуст рекол дека верата и молитвата, тоест постот и молитвата се крилја кои ја носат душата во Царството Небесно. Со благослов на митрополитот Брегалнички Иларион, објавен е и типикот за великденските пости, кој е следниот. Кога гледаме типикот на Православната црква за овој пост, рековме дека само сабота и недела е дозволено масло, но кога ќе се погоди, ќе падне некој празник, еве младенци во петок, тогаш е пак разрешено на масло, а риба се користи само на благовец и на цветници. Но поголема димензија треба да дадеме, колку и да дадеме димензија на телесно воздржување, треба да дадеме исто толку голема димензија и на духовното воздржување, тоест на духовниот пост.